Господја Неловска, добре дојдовте во студиото на Newsmax Balkans. Вие како директор на една установа која што слободно можеме да кажеме дека во иднината, нажалост, ќе го преземе тој примарниот карактер, односно вие сте директор на гериатрија, меѓутоа новите времиња, нови навики и се повеќе и повеќе како народот старее, што е европски тренд, не е само македонски, се повеќе луѓе бараат згрижување кај вас. Какви се условите на клиниката? Прво благодарам за поканата, за можноста. Секогаш се радувам на вакви моменти, затоа што медиумите се начин каде што најбрзо можеме директно на граѓаните да им одговориме на многу прашања. Јас сум директор на специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина, која што е единствена јавна здравствена установа за долготраен престој на пациентите. Еден дел е популарно познат како геријатрија, каде што се згрижуваат најчесто лица над 65 години со хронични болести, трауматски скршеници и така натаму, невролошки, додека другиот дел е хосписот во Скопје и во Битола, Сјурајдер, познат во јавноста, кој што е делот установата, не е приватно и странско како што понекогаш се доживува. Тоа е оддел за палијативна медицина, каде што се згрижуваат најмногу пациенти кои што се во терминална фаза на малигна болест, независно од возраста. Меѓутоа има и некои невролошки болести кои што се во палијативната фаза. Што значи тоа? Тоа значи дека лекувањето, можностите за лекување на болеста завршиле, веќе останува само да се решаваат симптомите кои што ги носи болеста во таа фаза, да се олесни на пациентот, да се подобри квалитетот на живот и да се зачува достоинството и на пациентот и на неговото семејство. Како што кажав, имаме оддел од геријатрија во Скопје, Сјурајдер во Скопје и едниот оддел Сјурајдер е во Битола, кој што има капацитет околу 75 кревети и го покрива главно тој регион Битолско, Прилепско, Ресен а за остатокот од Македонија е само нашата установа, овие капацитети во Скопје. Условите се сосема пристојни. Имаме процедури кои што ги покриваат потребите на нашите пациенти и како и повеќето претпоставувам здравствени установи се соочуваме со недостиг на кадар за да можеме да едно повисоко следно ниво да постигнеме. Во однос на условите, тоа што е тренд во Македонија, што се повеќе и повеќе се отвараат старечки домови, меѓутоа тие домови исто така нудат и нега за луѓе во поодминати години со болести. Меѓутоа, она што е симптоматично, што цената во тие приватни домови веќе надмина 1000 евра месечно, додека кај вас се уште се далеку пониски. Дали дополнително се ствара притисок врз вашата институција и оние листи за чекање за тоа што сосема е нормално и во денешницава и со овие цени и со овие инфлации да се повеќе луѓе сакаат своите блиски да ги сместат кај вас? Затоа што сепак нивото на квалитетот е речиси ист, меѓутоа вие имате и оспособен и обучен медицински кадар, односно тој сегмент кој што го нема во приватните. Значи има една суштинска разлика и една недореченост и нејаснотија во јавноста. Значи, ЈЗУ специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина е болница. Сите други се домови за стари. Значи, во болница имате здравствена услуга, а во домовите за стари има социјална услуга. Јас за да биде тоа поедноставно обично го кажувам, споредба со децата правам. Здраво дете оди во градинка, болно дете оди на педијатрија. Така кај старите условно здравите, нели оние кои што се функционални, треба да одат во дом, а тие што се болни треба да одат во геријатрија. Причината зошто е цената во приватните старски домови таква, тоа е пазарна цена. Значи, додека ние како јавна здравствена установа се трудиме да излеземе во пресрет на граѓаните, да бидеме социјално прифатливи за оние на кои што им е потребна грижата, меѓутоа тоа што
го плаќаат кај нас е само дел од чинењето на престојот на пациентот во нашата установа. Затоа што за сите здравствени услуги ние наплаќаме од Фондот за здравствено осигурување. Значи, кога ќе се собере сето тоа заедно, нашиот буџет веројатно го надминува за еден човек, оној во приватните. Со тоа што ние имаме 24 часа медицинска услуга, 24 часа има и доктор, и сестра, негуватели и така натаму сето она што е потребно. Односно, ние сме остручени и оспособени да даваме се што му е потребно на пациент во таква состојба. Додека во домовите не можат да одговорат на овие предизвици затоа што не се ни замислени така да функционираат. Меѓутоа, недостигот на капацитети ги принудува луѓето да прифатат тоа што можат и се сместуваат таму каде што ќе можат. Затоа е неопходно, значи, јас често велам, ова е критичен момент. Ние сме критичната генерација која што мора да најде решение за овој проблем, затоа што ние ќе бидеме тие кои што нема да имаат каде да се згрижени ако сега не ги поставиме темелите и патеките како треба да се постапува. Има ли Македонија стратегија? Затоа што ева континуирано секоја година оној процент на лица над 65 години секоја година е се поголем и поголем. За некоја деценија ќе изнесува сигурно и 50%. Имаме ли стратегија? Како да ги поставиме работите? Како луѓето да добијат подобра нега? Се донесе една стратегија за палијативна грижа со Светска здравствена организација. Меѓутоа, според мене не е добро тие две области да се двојат, затоа што во голем дел се преклопуваат и за гериатрија нема. Значи, стратегија нема. Јас, ако може да поделам, еве да спомнам, минатата година како институција прв пат организиравме меѓународна научна конференција за гериатриска и палијативна медицина, на која што имавме гости од странство, тоа беше и меѓународен карактер, и имавме на првиот ден една панел дискусија на која што беа присутни поканети панелисти, значи министерот за здравство, директорот на фондот, заменик министерот за демографија, млади, Светска банка, Светска здравствена организација, Институт за социологија, Институтот за јавно здравје. Значи, сите тие установи беа, односно представници на установи, да кажам, беа повикани да кажат од свој аспект како гледаат на проблемов, со тоа што јас дадов еден вовед, како јас, односно ние како институција, гледаме на проблемов, затоа што само ние се соочуваме со тоа. Во суштина, ниедна друга болница нема представа каква е ситуацијата во тој поглед, во поглед на старењето, затоа што нивната рутина е поинаква, а нашата е ова. И како што рековте, ќе се зголемува тој број на стари, со самото зголемување на животниот век расте бројот на стари, со опаѓање на фертилитетот повторно расте бројот на стари. За жал, продолжениот животен век не подразбира и продолжен квалитет на живот, така да старите се соочуваат со повеќе болести, во исто време со користење на многу лекови, многу често помагала, и во добар дел се, значи, тие зависни од туѓа помош во различен степен. Сега, она што мене ме радува, дека за прв пат во оваа влада има доволно слух за овој проблем. И формирана е фокус група меѓу Министерството за здравство и Министерството за демографија и млади, која што во суштина треба да направи една анализа и да предложи стратегија како ќе се развива Македонија понатаму во однос на гериатриската и палијативната медицина, долготрајниот престој во суштина. И сметам дека ќе има регионален пристап, дека во сите региони низ земјава треба да се направи анализа една популациона, каде што според методологија ќе се направи предвидување нели колкави капацитети се потребни. И ние имаме, за жал, многу здравствени установи, болници кои што се неадекватно искористени, простори кои што можат да се искористат, бргу да се адаптираат. Здравствен персонал многу бргу може да се обучи. Ние како институција, како референтен центар, секогаш би биле на располагање на сите на кои што им е потребна грижата. Меѓутоа, во оваа насока исто така ќе влезе и еден дел каде што здравство и социјала
кои што се преклопуваат во делот на правата на стари, болни, хендикепирани, деца, на сите ранливи категории. Значи, тука овие две министерства ќе треба да направат една патека на движење на пациентот да си ги оствари своите права, и во исто време да се има предвид и овие приватни домови кои што ги спомнавте, секако дека би биле земени предвид за вкупните капацитети на земјава, и да се најпрво во суштина тоа треба да се случи, да се направи едно правило за категоризација на пациентите, на какво ниво на услуга му е потребно, дали станува збор за физички дефицит кај пациентот, дали станува збор за деменции, независно, значи кој ниво на грижа му е потребно, апропо на тоа да се категоризираат и сите установи, да се лиценцираат за определена категорија на пациенти, тогаш ќе мора да се вклучи локалната самоуправа на локално ниво, се почнува во суштина од локално ниво, од грижата дома која што може да се пружи, а нашите општини можат многу лесно да направат проценка, проекција колку им е популацијата, на колку луѓе на нивната територија им е потребна помош, каква и што. Значи, сите овие елементи кога ќе се склопат заедно ќе добиеме во суштина стратегијата и како треба да се постапува. И она што радува, ќе потенцирам уште еднаш, за прв пат има слух од здравствените власти, од власта, дека ова е сериозен проблем со кој што ќе се соочиме и дека мораме да почнеме да го решаваме. Госпоѓа Неловска, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам за поканата.